9 часот и 19 минути, до крај на Македонија наутро еден убав разговор. Повторно спортот ќе ни биде во фокусот во следниве минути во емисијата. Ќе пренесеме една успешна спортска приказна од новата сила на боречкиот спорт, бразилско џиу-џицу. Го погодев? Го погодев. Добро, се жалев дека никако не ми доаѓа да го погодам тоа. Имаме членови и тренери од клубот Енсо. Ќе поразговараме за оваа дисциплина, за овој спорт, за нивните успеси и секако за сите оние работи кои што сакаме со Симона и во ваше име да ги дознаеме секако за овој спорт. Добро утро за Софија Стојановска, тренер. Добре ни дојде. Добро утро за Дамјан Ивановски, исто така тренер во клубот. Добро утро. Наменет за помладите, за дечињата, за децата. Така. И добро утро за Марко Златановски и Петар Мојсовски. Добро утро. Како сте? Добри ли сте? Еден од вас има прво искуство, ми кажавте пред камера, така? Да, јас. Добро. Ова ти е тебе втор, така? Не, многу искуство ја. Повеќе, да? Многу. Ама ајде околу прашањата, ќе дадеме предност прво до дамата. Софија, добре ни дојдовте. Па да го започнеме и така разговорот околу вашиот клуб Енсо. Колку години веќе постоите и која е главната цел и мисија која што имате? Самиот клуб е направен, мислам дека од 2011 година, ако не можеби малце порано, така да постои од прилика 15 години и тоа е негде прилика која биле почетоците на џиу-џицу, бразилско џиу-џицу во Македонија. Нашиот тренер тогаш, еден од тренерите, Мартин Михајлов, го формира со уште неколку дечки од кои што меѓу кои нив денеска се нашите тренери. Главната цел во се ова ние да го споделиме џиу-џицуто што е можно повеќе луѓе. Покрај надпреварувачи, исто така имаме луѓе кои што се и хобисти, да речеме, така да не е целосно насочен само кон тоа. Секој кој што сака да го практикува и сака да научи нешто повеќе за џиу-џицу, може да дојде во клубот уште од 2011 па и така и денеска. Дамјан, твојот пат започнува релативно доцна. Да. Што тоа значи? Може ли да ни објасниш како изгледаше преминот од почетник до златен медал за кратко време и што значи кратко време во овој спорт? Може. Кратко време во овој спорт значи релативно и во животот на околу 5 до 6 месеци. Патот започна во еден убав период после ковидот, кога сите едва чекавме да речеме да излеземе од дома, да се раздвижиме. И така спочнав општо да спортувам доста борешки спортови и со борење, експериментирав традиционално борење, општо и кондицијски тренинзи и преку еден пријател дознав за џиу-џицу. Почнав да тренирам и многу искрено ми се допадна спортот, но пред се атмосферата во клубот. Една ова пријателска атмосфера со простор за надпреварување, со многу зезанци, смешки, пријателство и беше еден убав период кај што можеше да се вложи се од себе. И како резултат на тоа всушност дојдоа и тие големи успеси. Желбата си го прави своето, како и се во животот, тој што највеќе сака да успее, највеќе ќе успее најчесто, пошто нели највеќе ќе вложи и како резултат на доаѓа таков успех. Тоа би рекол највеќе од се во секој успех во животот, но највеќе во џиу-џицуто зависи од желбата. Значи ако го сакаш повеќе од сите други, повеќе од сите ќе успееш. И повеќе ќе се трудиш. Да, на тоа се должи, мислам, брзиот успех, затоа што пример тој период имаше од моја страна присуство на 4 до 5 тренинзи неделно, плюс кондициони тренинзи, независно 3 до 4 неделно минимум, така што севкупно за 8 до 9 тренинзи неделно можеше човек убаво да се спреми за турнир. Тој период исто менува фактот дека бе во средно, и во средно кога си имаш нели повеќе време, спортистов, даваат нели простор за дури отсуство часови понекогаш нели за да се стигне на тренинг. Учев во Никола Карев, тоа беше убаво средно така, каде што професорите баш има разбирање за спортистите, пошто бевме доста напредни во кошарка, ракомет и останатите спортови. Особено џиу-џицуто беше доста уникатен спорт кој што го немаше распространето особено тогаш. Веројатно до ден денес исто така и така некако дојде до таа убава приказна до првиот успех. Супер. Веројатно се ова што си вложувал и си се давал максимум, те довело и до моментот од надпреварувач да стигнеш до тренер на деца. Како ја прифати таа улога и колкав предизвик ти е? Да, тоа беше на еден турнир во Бугарија, не беше првиот турнир, мислам беше втори или трет, мислам дека беше. Беше една ситуација каде што бевме помалце луѓе, бевме јас, Огнен главниот тренер и уште еден другар Дино кој што тренираше со нас. Имаше еден куп деца кои што беа дојдени да се надпреваруваат. И во таа ситуација немаше многу луѓе кои што можеа да помогнат во корнер со децата, а
имаше повеќе деца кои што се бореа истовремено. И во таа ситуација требаше некој да дојде од страна да им кажува нели што да прават, исто како и на нас надпреварувачите што ни се случува, ни кажуваат нели некои инструкции, пошто во тој момент човек не размислува најбистро и убаво некој дури да ти каже наједноставна инструкција, стави му раката под мишка, пази да не те преврти, проба да те преврти, пошто од страна има едно друго смирено гледање на работите, каде што да речеме ги гледаш нозете, гледаш задниот дел од раката, нешто кое што надпреварувачот не го гледа. Затоа поради нужноста на тоа да има некој во ќош, ми понудио ги мене да отидам. И отидов, имавме доста успеси на тој турнир, особено мислам дека сите деца освоја некаква медалја, голем дел од нив злато. И тука се ствара една убава поврзаност со децата. Како резултат на тоа подоцна, неколку месеци до година подоцна, Оги, бидејќи веќе се знаев со многу децата, Оги е името на нашиот тренер, ме повика да дојдам да се вклучам во детската група како тренер и јас со радост дојдов. И од љубов кон спортот и од пријателството што се створи кон децата, бидејќи голем дел од нив беа од прилика на возраст на моите мали брат и сестра и така дојде до една многу убава атмосфера таму. Одлично си се снашал во улогата. Марко, ти си пример дека живееш со спортот, односно од многу рана возраст спортуваш. Како тоа те обликуваше како личност, освен што имаш големо телевизиско искуство на само 15 години? Како прво, тоа ме научи на дисциплина, да седам цело време конзистентен. Сите тие години цело време сум вежбал, нели не сум се откажал ни еднаш, ни одмори, ни ништо. Ко второ ме научило на многу почит, да знам дека секогаш има некој посилен од мене, нели да избегавам проблеми да правам, така кажано. Да знам дека секогаш има некој посилен од мене, не си секогаш најак. Освен тоа ме научила никогаш да не се откажувам, нели за спортов сепак ти треба многу ментална дисциплина и ме научила никогаш да не се откажувам од нешто што сакам да го направам, што ми е желба да го направам се тоа. Така. Следното прашање за Петар, што беше пресудно да се пронајдеш токму во овој спорт? И од кога почна прво да тренираш? Бразилско џиу-џитсу почнав да тренирам на мои 16 години, тоест помалку од една година го тренирам овој спорт. Како мал имам вежбано многу спортови, но најголем период имам посветено на фудбалот, кој што го вежбав 10 години. На него имам развиен и такмичарски дух, каде што имам присуствувано на бројни надпревари и токму затоа имам за цел да се надпреварувам во све што ќе правам. Мораме да ја поздравиме мама, не гледа моментално, моја добра пријателка и наша исто соработничка која што ни доаѓа тука во студиото, нутриционистката Емилија Мојсовска. Ти дава мама исхрана нешто после тренинг, советува и колку ја слушаш? Колку е важна исхрана? Многу важен фактор во мојот начин на тренирање, бидејќи имам план за исхрана цело време. На секој турнир има паѓање килажа, каде што ако се префрламе во пониска категорија, тоа ми е доста битен фактор, каде што имам исхрана од нејзе за на безбеден начин да ја симнам таа килажа, да не правам да паѓам килажа со потење, со или некои експерименти што не ги знаеме. Да. Важно ги слушаш советите, таму верувам дека и на останатите членови од клубот им ги споделуваш, така? Софија ни кажа во самиот одговор на почетокот дека релативно нов спорт на некој начин бразилското џиу-џитсу во Македонија. Ова е новата сила на овој боречки спорт, така што како низ годиниве се развива токму џиу-џитсуто во Скопје, во Македонија? Џиу-џитсуто е генерално нов спорт затоа што е во оваа форма каков што е направен во текот на минатиот век, негде почетоците на минатиот век, така да и во светот е доста нов спорт. Како што се развива во светот, така почнува и да се развива кај нас. Кај нас почнува негде на веројатно во овој век, да речеме, на текот на 21-виот век и полека отимајќи еден клуб, 2 клуба, 3 клуба, денеска има некои 4-5 клуба можеби во Скопје, барем, има по неколку и во другите градови кои што почнуваат полека секој со својот начин, со својот фокус, својата насока да ги развива. Можам да зборувам повеќе за тоа како ние го развиваме, дека покрај него спортот се вежба со кимоно, како такво, со тек на време почнуваат да се појавуваат и надпревари каде што може да се надпреваруваат и без ги. Поточно ние го викаме тоа ноги. Ноги. Така да почнуваме малце повеќе да се наклонуваме кон тоа, односно да
да вежбаме техники кои што одат кон борење, а не само кон џудо или кон некои од тие потрадиционалните, и полека го развиваме како што гледаме дека ги има насоките и во светот. Тоа што е уште едно нешто интересно што сакам да го додадам е дека самиот спорт не е учиш една работа и сега ја имаш таа, дека секогаш учиш одредена полуга, например, на раката, да речем, и да, таа е механиката на која што ти можеш да направиш, но нема секогаш да биде иста. Секоја нова борба, секој нов противник или партнер во самиот клуб, секогаш ќе направи нешто ново што ќе го направи тоа да биде малце поразлично и нема да биде баш и нема да имаш истата ситуација што си ја имал вчера, што си ја имал минатата недела на тренинг или пред една година на тренинг. И поради тоа со тек на време почнуваме да користиме техники на учење кои што овозможуваат на самиве млади што не се тука да размислуваат која е основата, но меѓутоа и како они се во ова можат да го искористат и да знаат дека не секоја ситуација има иста реакција, всушност. Сакав да додадам на претходното прашање, вствари, што го имаше за Марко. Марко е еден од младите, значи во насоките на развивање на клубот. Ние генерално возрастните групи ни се луѓе кои што се приклучуваат како возрастни. Например, ете лично јас се приклучувам пред 10 години од прилика во самиот клуб, на 20 и нешто години. Многу возрастно. Добро, да, но меѓутоа не сум од млада и нема толку и немавме во тој период луѓе кои што биле млади, па веќе Па и не бил развиен, нели, тука спортот всушност почнува од тие генерации, нели? Точно, но меѓутоа Марко ни е првиот, барем во нашиот клуб, член кој што почнува од дете и еве сега е веќе во возрастната група и веќе го имаме тој свич на генерации на млади, на луѓе кои што влегуваат ер се во групата со возрастните, но меѓутоа почнале вежбале веќе можеби некои 10 години. Марко и Петар, еве повторно ќе се насочиме кон вас. Значи тука имаме Марко во случајов што долги години си веќе со овој спорт. Петар една година, меѓутоа веќе помалку од една година, меѓутоа веќе со успех. Па да. Значи тука сакам чисто да ја пренесем и поддршката која што сигурно и си ја давате еден меѓу друг. Го имаш нешто советувано, Марко, Петар? Ти има барано некој совет кога? Како поискусен? Да, секојдневно на тренинг, нели, дискутираме техники, секогаш пример ќе правиме спаринг, ќе го фатам со некоја така интересна техника, ќе ме праша, вау, нели, тоа супер беше, нели, како ме фати, ќе му објаснам како се тоа работи, притоа што, нели, јас сепак сум поискусен од него. Он е доста добар во техники на паѓање и секогаш, нели, сепак он мене може да ми каже совети, притоа што реално мене не ме бива толку тие. И на пример ќе ме падне на некаков начин, тоа се вика тейкдаун, ќе ми направи тейкдаун и ќе му кажам како, нели, вау, супер беше, нели, како ме фати со тоа. Притоа што реално во џиу-џитсуто, освен тоа што ти треба сила, техниката е многу битна и на пример поише како да го кажам ова, да го зезнеш другиот, да мисли дека едно нешто правиш, а уствари друго нешто да правиш. Да. Значи работите и мозок, тука не не станува збор само за физички напор, така? И така, нели, цело време се советуваме, ако на пример на надпревар некој има повеќе трема од другиот, ќе му кажем, нели, смири се, најак си, браво, можеш. Така. И се тоа. Петар, трето место во Србија. Да. Не случајно кажав, а пократко од една година тренираш, што значи ова трето место за тебе? Па, третото место ти беше со ваков успех? Третото место за мене значи мотивација за да продолжам уште појако, да напредувам повеќе и дека можам многу повеќе да учам. Ова не е крајна цел за мене, туку е само почеток и знак дека можам многу повеќе да напредувам. Секако има видео снимки од тие борби кои што ги гледам, ги анализирам и ги наоѓам моите грешки и анализирам одлуки кои што сум можел да ги направам за наследен надпревар да ме донесат во подобра ситуација. Така. Добро. Така да го заокружиме да, разговоров. Полека сакав да чисто од сите, заедно, по една порака до младите кои што не гледаат денес, зборуваме за спорт, зборуваме за надпревари, се насочив намерно малку и кон нив како најмлади, за да го пренесеме духот и енергијата која што ја имаат и да покажеме колку овој спорт е всушност и заедништво, ако изгледа како индивидуален, меѓутоа, нели,
сепак соработката, тоа што го слушнавме пред малку од нив, навистина воодушевува и верувам и вие како тренери на тоа сте горди и задоволни. Дел од спортот. Да. Иако е од надвор наведум индивидуален спорт, секогаш кога си во сала, тоа е целиот твој тим. Тоа е тоа, всушност. да. Така да. Да, ти се надпреваруваш сам, но меѓутоа позади тебе има тренер на самиот надпревар, позади тебе има цел клуб со кој што ти си вежбал и си учел како да го направиш тоа. Која ќе биде пораката до младите? Пораката би била надминета, пошто и животот и спортот, особено џиу-џитсу, е спорт за надминување, каде што ќе има предизвици, ќе има повреди, ќе има изгубени борби, ќе има и победени борби. Затоа најважно е да се издржи низ лошите времења за да дојдат добрите, а и да се памти дека добрите нема да траат за секогаш, дека има и добро и лошо, но најважно е да се надмине, да се успее и да се издржи без да се откаже човек. Тоа е најважното според мене. Момци? Според мене, ова маца лошо ќе звучи, ама секогаш не биди целосно задоволен со сам себе, за да продолжаваш да стануваш се подобар и подобар. Пример, ако си освоил второ место, или ако, например, у секојдневен живот на тест си добил четворка, ќе кажеш, можев боле, и тоа да те натера да се подобриш сам себе. А не да се разочараш. Да, Така? да. Млад господин, за крај. Па исто како што кажа моите пријатели, луѓе кои што тренираат со мене, мислам дека е најбитно да не се откажуваме, секогаш да знаеме дека има повеќе, дека битен фактор е доста, бидејќи кај нас во клубот, еве јас и Марко како меѓу најмалите, тоа што цело време тренираме со некој што е поискусен, поголем физички од нас и посилен од нас. И тоа е доста битен фактор за нас да се подобруваме и цело време да имаме мотивација за да станеме се подобри и подобри. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија на утро. Ови на вас. Говори, видиш? Крајот на емисијата и како за понеделник да се мотивираме. Да ја одјавате емисијата, ние 3 Можеш. часа веќе работиме, ни треба мотивација, сакате да одјавите Марко и Петар емисија? Да се снајдете, видим што би кажале за крај. Марко може сигурно. Нешто пријатно ви благодариме што не гледавте или ние да одјавиме, што мислите? Ајде ние, шо? Сакате вие? Да. Фала што не гледавте, поминете некој ден у сала да видите како е. Нели? Еве таа камера, че еве оваа камера. Поминете некој ден у сала да видите како е, супер ќе си поминете, и добро утро Македонија.